Истражувачкиот проект за трите автопати во Македонија беше исклучително комплексен проект кој со група новинари, чиј координатор бев јас, го изведовме во изминатите 6 месеци. Првиот проблем сериозен со кој се соочивме при истражувањето беше нетранспарентноста на институциите. Значи, познато е дека за време на минатата власт и институциите како што се Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за јавни патишта, односно јавно предпријатие за државни патишта и другите надлежни институции комплетно се нетранспарентни, односно не сакаат да соработуваат со новинарите, не одговараат на време на прашања. Некогаш дури кога нудат одговорите се едноставно несуштински. Не сакаат да ги одговорат оние прашања кои што ја интересираат јавноста, а кои се однесуваат пред се на можното надплаќање на проектите, корупцијата која што евентуално е инволвирана во одредени случаи. Значи, сите тие прашања остануваат главно неодговорени. За жал, во одреден дел и оние други институции кои што не се директно државни, да речеме институции кои што се од експертската област, односно професори од градежен факултет, градежниот институт и така натаму, кои што треба да соработуваат со новинарите при анализа, експертска анализа на оваков тип на новинарски истражувања, и тие исто така во многу мал процент и број се одзиваат на барањата на новинарите. Така што навистина е многу тешко да се дојде до конкретни податоци за сите истражувања, па сепак нашите новинари вложија огромни напори и заедно со мене, нели, да пронајдеме доволно извори на информации кои што ќе ги подкрепат тврдењата, односно сомневањата дека во сите овие три проекти постојат одредени не само проблеми во изведувањето на теренот, туку проблеми од поголем корупцијски карактер, сомневања за организиран криминал. Знаеме дека сите овие три проекти уште од самиот почеток ги следеа контроверзи. Значи, пред се за автопатот Демиркапија Смоквица и познатата грчка фирма Актор, за која што многу се пишуваше во јавноста, како и овие другите два автопата Миладиновци Штип и Кичево Охрид, кои пак беа предмет на анализа и на така наречените бомби, нели, на опозицијата во контекст на провизијата која што им била ветувана на одредени државни функционери. Но нашата работа беше да одиме дел понатаму, односно да одиме чекор понатаму и да навлеземе подлабоко како се изведуваат тие проекти, или пак, односно да најдеме дали во текот на изведбата на проектите исто така се инволвирани одредени сомневања за корупција и криминал на луѓето кои што се задолжени, нели, за изведување на овие проекти. Случајот сакаше, нели, во целата оваа приказна за автопатите да реагираат и одредени институции во меѓувреме. Видовме дека и специјалното јавно обвинителство се огласи, така што конкретно за овој автопат Кичево Охрид, односно за заедно со автопатот Миладиновци и Штип, беше објавена информацијата дека 155 милиони евра се надплатени. Во барањето информации за понудите кои што беа доставени од кинеската страна, ние знаеме дека втората кинеска фирма, за разлика од оваа Синохидро кој што ја доби, нели, главен изведувач на автопатите, втората кинеска фирма, незината понуда беше заврши во фиока. И ние до тие информации никој не можеше да стигне, се разбира дури ниту од долго време ниту специјалното јавно обвинителство не можеше да стигне, а не пак новинарите. Но на почетокот уште беше познато дека таа кинеска фирма има далеку пониска понуда за двата автопата, така што тоа сомневање исто се потврди и во текот на нашето истражување. Фокус имаше уште минатата година во контекст на изградбата на овие два автопата со кинескиот кредит, потврда од агенцијата ОЛАФ за истражување на корупција во Европската Унија, одредени информации дека поведена истрага. Сега, непосредно пред да го завршиме истражувањето, добивме потврда од ОЛАФ дека тие ќе
го завршуваат својата истрага и дека ќе ги достават своите податоци до надлежните институции во Европа. Значи тоа го објавивме во истражувањето, а видовме сега пред неколку дена излезе информацијата дека грчкото обвинителство повело против грчката фирма Актор заради евентуална проневера на 50 милиони евра. Така што овој тип на информации кои што беа пласирани во нашето истражување добија своевидна потврда и од други државни институции, како што рековме, специјалното јавно обвинителство, оваа агенција ОЛАФ за истражување на корупција во Европската унија, на некој начин се поклопија со нашето истражување. Во контекст на автопатот Кичево-Охрид, уште беше важно што ние во недостиг на информации од официјални институции, со нашата работа на терен, истражување на терен и комуникација со луѓето кои што инженери и други кои што се инволвирани во градењето на автопатот, дознавме дека работата е стопирана, на автопатот е стопирана, дека се изградени неколку километри само, иако автопатот треба да биде пуштен во јануари 2018 година, не е изграден речиси ни една десетина од него. Причината за тоа е дополнително лошото проектирање, односно не земање предвид на теренот кога се проектирало и веројатно станува збор за одредена нестручност на луѓе и на изведувачите работите, можеби и на проектантите. Ние не успеавме да утврдиме до крај чија е нестручноста, но таму на терен ни беше покажано дека одредени косини, тунели и така натаму земјиштето едноставно се подкопува и дека не може да се гради и не може да продолжи. Сите три автопата не само што доцнат со својата изведба, не само што има одредени сомненија за корупција, туку тие сомненија веќе ги потврдуваат, рековме, и одредени институции на Европската унија, почнува отворени сомневања на специјалното јавно обвинителство кои што ќе се процесуират на судот. Така што сметам и новинарите и со своето истражување на терен и со она деска истражување кое што го правеа во споредба со други автопати во Европа докажаа тие истражувања дека станува збор за три проекти кои што се од исклучителна инфраструктурна важност, но во кои е инволвиран огромно ниво на корупција и организиран криминал, кој што беше целта на ова истражување. Значи, јас сум Ирена Мулачка, работам во Фокус. Во рамки на проектот Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права, ја правев темата за автопатиштата во делот за Димир Капија Смоквица. Пред 3 години СДСМ обелодени дека грчката фирма Актор наводно има направено криминал, значи голема корупцијска афера. Значи автопатот требаше да заврши до мај 2017, со тоа што од Агенција за јавни патишта последна информација е дека досега изграден 90% од автопатот. Околу 15 странски фирми беа тие што учествуваат на тендерот преку Министерство за финансии. Фирмата Актор, значи го доби тендерот. Преку таа фирма, значи со самото тоа беше една од поскапите, мислам еден од најскапите тендери, со тоа што само 1 километар автопат кошташе 9,1 милион евра. Така да отприлика целиот проект, целиот тендер беше 250 милиони евра и беше финансиран од европски фондови. Сега, после се тоа што се деси, откако се обелодени дека има наводно криминал, значи ОЛАФ презема веќе една година, почна истрага, со самото тоа што откако ја започна истрагата, пред неколку дена излезе дека ќе покренат обвинение за проневера на 50 милиони евра. Во Македонија јавно обвинителство веќе 4 години го истражува случајот, нема ништо покренато до сега. Конкретно моето истражување, иако се осврнувам и пошироко во однос на темата со патната инфраструктура, се фокусирам на патната делница Миладиновци Штип, која е поевтина од другата и истовремено и полесна за изградба. Причина повеќе зашто треба да посветиме внимание на изградбата на оваа делница е поради фактот што пред 6-7 години
тогашната власт преку Министерството за транспорт и врски нарача студија од странска консултантска компанија која требаше да направи проценка колку чини изградбата на еден ваков проект и тогаш таа студија нотираше дека еден ваков проект чини нешто над 100 милиони евра, што е двојно помалку од сумата која се предвиде за изградба на овој проект од нешто над 200 милиони евра. Одбран е модел на задолжување, според кој се поземуваат средства од Кинеска државна банка под наведум поволни услови, со тоа што кредитодавачот ги условува средствата со избегнување на спроведување на отворена и транспарентна постапка каде што може да се пријават повеќе понудувачи и автоматски цената да падне. Кредитодавачот, значи на Кинеската државна банка, го условува кредитот главен изведувач на проектот да биде исто така Кинеска државна компанија. На тој начин, освен што профитира од камата и се враќа дел од поземените средства во форма на камата, и дел од профитот повторно завршува назад во Кинеската држава, бидејќи и банката кинеска што ги дава парите и изведувачот кинески се државни. Ние во рамки нашето истражување дојдовме до податоци од јавното претпријатие државни патишта, од инвеститорот на проектот, дека заклучно со почетокот на оваа година, негде месец март-април, реализирани биле 60% од проектот. Ако првично поставениот рок кога тој треба да биде финиширан беше мај актуелната 2017 година. Тоа значи скоро при крај на проектот тој бил реализиран нешто повеќе од половина, што укажува на тоа дека првичниот рок ќе биде или поставен од политичко-пропагандни причини, поради изборите, или пак поради нестручност и лоша проценка. Може да се констатира дека освен што нема да биде завршен на време, овој проект ќе биде претплатен, а и онака според првичната сума беше контроверзна, бидејќи во многу други држави се градат многу поевтини автопатски делници. Дека нас се избра модел кој што во старт е поскап во споредба со други искуства, други држави, а згора на тоа се додаваат многу дополнителни трошоци, кои што на крај ќе испадне дека Македонија гради најскапи автопати.